А ние продолжуваме понатаму со нешто навистина интересно. Обожувам кога имам гости во студиото кои што се пред се млади, кои што тоа што го работат со голема страст и едноставно имаат достигнувања во нивната сфера. Станува збор за Стефан Марковски, млад поет, роден во Гевгелија, ако не се лажам, со објавени 10 дела досега, меѓутоа 2 се во фаза на обработка, така да ќе ги чекаме и тие некаде да излезат. Пред се, Стефан, добро утро или добар ден е за тебе? Па, нешто измеѓу, најверојатно. Нешто меѓу. Не измисливме некој збор за меѓу добро утро и добар ден. Така никако. Стефан, имаш навистина напишано многу дела. Поезијата е твоја љубов, твоја слабост, ајде би рекла. Зошто конкретно се одлучи за поезија? Најпрвин, значи мојата прва објавена книга е роман на 18 години. Романот е еднонасочно, меѓутоа да, претходно сум имал поетски изблици, сум имал и романескни изблици, имам исто така роман од средношколските денови, кој што не е објавен. Така што паралелно ги имам работено и едните и другите. Што се однесува до поезијата, сепак првото дело кое што ми е објавено е песна во едно детско списание училишно, Видик. Бев негде, ако не се лажам, околу 3-4 делење. И тогаш како дете ти е интересно да се игра со римата, со ритамот, со метарот, со стилските изразни средства. Во суштина, барем јас така мислам дека поезијата е многу потешка за пишување. Точно или не? Јас зборувам како лаик. Позбиена, експресијата е позбиена. Значи гледаш да заштитиш на простор, да кажеш што е можно повеќе, со што е можно помалку зборови. Тоа е тоа. Меѓутоа тоа не ја прави само по себе покомплексна, бидејќи еве романот на пример во себе може да вклучува и поезија, може и драматургија, значи експресијата на ниво на роман е малце поинаква, сензибилитетот е поинаков. Од друга страна романот бара структурирање, бара да има воведен дел, главен, завршен дел, да има заплети, да има перипетија, да има кулминација, значи бара одредена структурираност. Оно што успеав да прочитам во однос на твоите песни, жанровски знаеш да шеташ и тоа баги. Тоа е нешто што те предизвикува или е некој твој начин како да се изразиш во различни насоки? Па би рекол повторна комбинација од двете, затоа што навистина во дадени периоди од животот поезијата е она што повеќе ти легнува како начин на изразување. А во други периоди се разбира прозаистичност. Не мора да значи дека периодот од животот ти е попрозаичен, меѓутоа да, се разбираме. Едноставно доаѓа, перото си доаѓа така да пишува. Да употребам еден термин интерконвертибилност на жанровите. Значи во дадени моменти креативната енергија се насочува на еден начин, во други поинаку. Зависи од тоа како ќе се дисциплинира умот, претпоставувам. Да. И од моментално расположение, и од еден куп работи кои што сите ние како луѓе нормално ги живееме и функционираме. 10 објавени досега дела, а 2 се во обработка. За какви нови 2 дела станува збор? Првото е роман кој што треба да излезе во издание на издавачката Куќа 3, Скопје. Романот е насловен Еретички писма или наоѓајќи ги небата што сеат црвено. Тоа е роман кој што го пишував околу 2 години. А второто дело е поетска книга, се вика Под трагата на белиот грифон, во издание на издавачката Куќа Антолог од Скопје. Значи сајмот на книга е закажан во првата половина на мај. Мај беше, така. Мислев дали е крајот на април или мај, ама мај изгледа добра. Првата половина, ако не се лажам, на 9 мај. Што значи дека сега периодов би требало двете книги да излезат од печат. Одлично, се радуваме на твоите книги. Сега меѓу другото, Стефан, имаш добивано и многу награди. Колку наградите значат за еден млад автор
кој што пишува, кој што твори, кој што создава и слично? Дефинитивно знаат да бидат инспирација. Меѓутоа не многу повеќе од тоа, ако сме реални, затоа што еден автор создава од она што го живее. Значи, и релевантно дали ќе добие или нема да добие награди. Токму во романот имаме една изрека, pulcritudo non est creata sub anantur на латински, или убавината не се создава, туку се живее. Значи, живеејќи колку би било убаво да е така. Па тоа така е, нели? Мислам дека поентата на уметноста е така да ги направи работите. Бидејќи тоа е она што на обичниот човек му недостига. Ја живееш ли ти убавината? Па додека пишувам дефинитивно. А после тоа? Пред тоа? Па се собира по нешто, знаеш сега. Да, има нешто убаво. Унако што е интересно за тебе е што си и уредник на едно списание наречено списание за литература, култура и уметност наречено Современост. Еве, изгледа вака. Како дојде пред се до идеја да се создаде едно вакво списание и што содржи списанието? Тоа е инаку најстарото списание во Македонија. Добра. Оформено 1951 година од Киро Хаџи Василев, кој што бил тогашен министар. Потоа во редакцијата се приклучиле Владо Малески, Славко Јаневски, Јацо Шопов, Коле Чашуле, баш онака големи имиња. Да. Значи, автори кои што оставиле трага и траен печат во македонската книжевност. Во тоа време во македонската литература постоеле полемики на релација реалисти и модернисти. Современост било познато како списание кое што било на некој начин гласник на реалистите. И тоа е имиџот кој што до ден денес го држи на некој начин. Да, меѓутоа времињата се променети, денес живееме во постмодерна и се обидуваме да бидеме во контакт со времето во кое што живееме, затоа што само на таков начин може едно списание како принтана форма на зборот да опстои до денешен ден. Вели број 1 од 2017-та, меѓутоа излегува од, како што напомена, 1951 година. Дали тоа значи дека без престан излегува и на кој начинот на излегување? Месечно, годишно? Порано, кога биле интересни овие полемики и додека нели биле печатениот медиум бил основен начин за комуникација помеѓу авторите и книжевната заедница, излегувал многу пати годишно, до 10 пати, може и повеќе во одредени години, меѓутоа времињата се променети и оваа година ќе имаме 4 броја, минатата 2, значи зависи. Се зависи од добро, тука голем број на фактори за жал се во игра. Меѓутоа тоа е тоа. Она што е многу интересно, јас ќе го покажам вака, не знам колку може камера да го зумне, ќе почекам. Ставаме збор за оперативна вештачка интелигенција на македонски јазик. Значи пун си со идеи Стефан, мора да признам. Односно можности и модели за создавање оперативна вештачка интелигенција на македонскиот стандарден јазик. Ова е делото кое што, ако не се лажам, рече дури вчера го заврши, значи деновиве. Тоа значи дека ти е многу таза и дека точно знаеш за што зборуваш. Да. Може ли да се случи воопшто нешто такво, бидејќи мене ми е... Апсолутно се надевам, инаку не би го пишувал. Да, добро. Мислам дека би било наистина голем залак доколку се создаде такво нешто. Оваа тема инаку ми беше дипломска на вториот факултет на филозофски, под менторство на Иван Джапаровски. И апсолутно верувам дека е остварлива вештачка интелигенција на македонски јазик. Всушност, веќе постојат вештачки интелигенции кои што функционираат на англиски, на јапонски и на други јазици. Колку за илустрација ќе кажам дека во 2016 година јапонски систем освои, влезе во финалето на најголемиот конкурс за проза, за пишана проза, нешто како еквивалент на нашиот роман на годината. Значи влезе во финале дело кое што е напишано од компјутер. И тоа се случи пред 2 години.
Така што Добро, како? Пробај некако пластично да ни го објасниш тоа, за како тоа може да се направи. па ќе му внесеш одредени информации на Добро. компјутерот, ќе му внесеш голем број книги, да речеме, голем број дела, ќе анализира стилови на делата, ќе му дадеш информации околу жанровските определби, што е тоа што го дефинира одреден жанр, одреден тип, ќе му внесеш структура на тоа како треба да биде структуриран или одредено дело и компјутерот ќе се заврши некаква формулација работа. како да изгледа тоа. Со текот на времето тоа би се подобрувало функционирањето на тоа, значи бидејќи би функционирало на база на кориснички фидбек. И интересно. значи? Замислете компјутерите да пишуваат поезија за вас или Веќе проза, не е пишуваат. важно. Веќе пишуваат, верувам, да, Веќе има. меѓутоа не знам, Стефан, ти би сакал такво нешто? Бидејќи го пишуваш ова, претпоставувам дека ти е интересно, дека би ти било забавно и дека Поставам дека звучи малку суицидно, меѓутоа, јас не го гледам тоа на тој начин, затоа што барем себе си се дефинирам како модерен. Мислам дека во времето во кое што живееме неизбежно е да се јави некаква соработка помеѓу луѓето и технологијата, макар и во ваков облик, значи макар и доколку станува збор за вештачка интелигенција. Се разбира дека постојат безброј опасности и тоа го имам потенцирано и во трудот и во други есеи. Меѓутоа тоа повторно зависи од некои регулативи, од начини на кои што ние би влијаеле да се контролира целата таа компјутерска моќ. Да, верувам дека е така. И сега, она што повторно ќе кажам, можеби е мое некое видување на нештата, меѓутоа не мора да значи. Зошто имам чувство, Стефан, дека повеќе се чита прозата од поезијата? Грешам ли? Затоа што ја збориш вистината. Нели? Да. Затоа што едноставно е полесно восприемчива и го пушта мозокот на малце мут кој што е Се тече, друг ти ја дава мислата и ти едноставно само се може да се адаптираш на тоа полесно. Меѓутоа, во последно време забележуваме тренд на пораст на популарноста на кратката проза во однос на подолгата, а тоа мислам дека повторно лесно објасниво, разбирливо со оглед на повторно ќе се навратиме на информатичката ера во која што живееме, имајќи предвид дека во просек луѓето поминуваат 2 минути читајќи статија на интернет. Така што мислам дека иднината кон кратката проза. Леле, да, верувам дека е така. Во рацете држам една твоја книга, Продавачот на ветер и магла и други приказни. Ти претходниот пат кога беше донесе многу други твои дела. Меѓутоа, ова е дело практично кое што го немавме покажано. Зашто овде станува збор? Тоа се поголем број раскази, кои што се на 365 страници за секој ден од годината, една страничка. Има раскази кои што се инспирирани од мои животни случаи, за време на патувања, овде, раскази инспирирани од случаи на мои пријатели и се разбира доминантно раскази кои што се продукт на мојата имагинација. Значи, крајно разнообразна книга, не можам да ја дефинирам на ниво на единствена поетика. И ќе ти кажам. Добро. Очекувам. Секако. Одлично, пред да завршиме само уште што понатаму, Стефан. Имаш навистина голем број на активности и со списанието и со ова твое нова идеја, ајде како да ја кажам, која што можеби ќе се реализира. И со пишување на 2 нови книги, зафатен си периодов, меѓутоа се гледаш ли некаде, некако во иднина? Ќе пишуваат ли компјутерите наместо тебе? Би сакал. Би било доста мрзливо од моја страна доколку ги пуштам. Меѓутоа, иднината, блиската иднина, барем ја гледам во што се однесува до пишувањето, во драматургијата и во пишувањето сценарија. Имено сум еден од сценаристите на серијата Инсайдер, која што се имитуваше на Телма. Браво. Тие сме тие. Инаку главен сценарист беше Сашо Кукаланов и се надевам ќе има понатамошни проекти и соработки со
Верувам дека е така и верувам дека млад и прогресивен човек како тебе дека ќе достигне до многу повисоко ниво. Ти благодарам многу што беше дел од Благодарам денеска на на филма. поканата. Секако ќе бидеш повторно овде со новите твои дела. Нека излезат, па ќе дојдеш повторно. Може? Се разбира. Тогаш и ќе доделиме, можеби ќе почастиме никој од гледачите и слично. Ќе има нешто. Да. Беше тоа Стефан Марковски, навистина големо задоволство е да се зборува со еден ваков млад автор. Ние продолжуваме понатаму со музичка numera, па се враќаме назад во студијата. Останете со нас.